Преостанете дел ќе го посетиме на довршување на Петровата втора проповед, која што се уште спаѓа во првиот клуч. Застанавме во дела 4 глава, па ќе отвориме таму. Дела на апостолите. Застанавме некаде кај 17-тиот стих. Меѓутоа, ајде, малку ќе се вратам назад, за да почнеме со некаков контекст. Откако, значи, во 3 глава беше истелен родениот хром, односно сакат, во храмот, близу Красната врата. И откако Петар ја одржа таа втора проповед, забележена, не дека била втора, може би одржал неколку проповеди помеѓу втората и 3 глава, но втората забележена проповед во 3 глава, рековме дека таа проповед, како што укажува тука текстот, била прекината. 4 глава започнува со прекинот на Петровата проповед. Зошто? Зато што во среде проповета, значи, била испратена полиција, да се изразиме со денешен речник, односно свештениците, старешините на храмот и садукеите, од кои што потекнуваа свештениците во тоа време. Огорчени, вели вториот стих, што тие го поучуваат народот и навестуваат воскресение на мртвите во името на Исус Христос, кренаа раце на нив и ги ставија под стража до утрината, значи цела ноќ. Зашто се беше веќе завечерило. Значи, од 9 час или 3 часот попладне, ако речеме дека тогаш Петар и Јован влегле во храмот и тогаш бил исцелен со Божја сила хромиот, па до целата вечер трајала и проповета, па била прекината, па апсењето и така натаму. И потоа цела ноќ под стража, значи во притвор, до утрината. 4 стих ни кажува дека бројот на сите што слуша и што поверуваа на оваа Петрова проповед беше околу 5000. Што прави човек кога е исполнет со Светиот Дух? Што прави Светиот Дух преку човекот? 5000 души, многу повеќе од 50-ница. Но утредента се собра кремот на тогашното еврејско општество, предводен од ни малку ни повеќе 4 првосвештеници, 4 архиереи. Ана, Кајафа, Јован и Александар. Ги поставија Петра и Јована на средината и побара од нив да објаснат со каква моќ и со каква овластување ги прават овие дела. Петар ним на некој начин им ја продолжува проповета и ние ги прочитавме тие стихови, но еве заради контекст ќе почнем, значи, од 8 стих повторно. На прашањето со каква моќ и во чие име го направивте ова, тогаш Петар, исполнет со Дух Свети, им рече. Ова е единствениот услов за успешна евангелизација или за успешна мисионска служба. Исполнет со Дух Свети. Не се бара факултети, не се бара технички средства, не се бара големи финанси, се бараат луѓе исполнети со Дух Свети. Началници народни и старешини израелски, ако денес не испитувате за доброто дело, што му го направивме на болниот човек, за да кажеме како е тој излекуван, тогаш нека ви биде познато на сите вас и на сиот народ израелски,
дека овој стои здрав пред вас во името на Исус Христос од Назарет, кого вие го распнавте, а кого Бог го воскресна од мртвите. Тој е оној камен што од вас зидарите беше отфрлен, кој стана камен темелник. И во никој друг нема спасение, зашто под небото нема друго име дадено на луѓето, преку кое би можело да се спасиме. Че само во Христа има спасение. А кога ја видува смелоста на Петар и Јован и дозна дека тие се неуки и прости луѓе, тие само се восхитуваа. Сватија дека и тие беа со Исус. Прво што забележувам, 13 стих, значи, ни вели дека реакцијата на овие водачи на еврејскиот народ, на овие првосвещеници и сите останати, било восхитување. Се восхитуваа на зборовите на Петар. Се восхитуваа. Сватија дека и тие беа со Исус. Со други зборови, Светиот Дух ги осведочил нивните срца. Водачите на Израел овде биле осведочени во вистинитоста на апостолската проповед и нивните дела, дека нивните дела биле од Бога во името на Исуса Христа, со Негова сила и власт. Понатаму 14 стих вели, гледајќи го излечениот човек како стои со нив, тие немаја што да им возвратат. Значи, од една страна самите биле осведочени и се восхитуваа, од друга страна гледаат жив доказ за вистината на апостолската проповед. Исцелениот човек стои пред нив. Значи, факт. И сега 15 и 16 стих ни кажува како овие водачи, членови на Синедрионот, истовремено, се состанаа одвоено, па почна да се советуваат и да се прашуваат еден со друг, велејќи што да правиме со овие луѓе. Сега се нашле на голема раскрсница, голем испит. Водачите на Израел се нашле на раскрсница. Што да правиме сега со овие луѓе? Светиот Дух ги осведочил, самите се восхитувале на апостолската проповед и на мокното дело што било извршено и го гледале пред себе живиот доказ на исцелениот човек, хром од раѓање. И сега што да правиме со овие луѓе, зашто и големото чудо што се случи преку нив, познато име на сите што живеат во Ерусалим. Значи, тој факт за вистинитоста на апостолското дело и проповед е познато сега на целиот Ерусалим. Не може да го порекне никој. И самите велат. И ние не можеме тоа да го одречеме. Замислите, како е можно ова? Како е можно Лука да го знаел ова? Што се советувале водачите во Синедрионот? На седница зад затворени врати, што би рекле денес. Без медиумско присуство. Само Светиот Дух можел да му открие на Лука што се советувале водачите израелски зад затворени врати и што разговараа меѓу себе. И ние самите не можеме тоа да го одречеме, че не можеме да одречеме вистината на апостолите. Не можеме да го одречеме делото што е направено во името на Исуса Христа. Целиот Ерусалим знае и веќе се разгласува за тоа чудо. Посведочиле, значи, меѓу себе самите, дека тоа што апостолите го проповедаат и тоа што го прават е вистина. Од Бога вистина. Па сепак носат одлука да се спротивстават на таа вистина. 17 стих. Тука застанавме. И сега ќе го читаме него.
Но за да не се разгласува ова по народот уште повеќе, строго да ги заплашиме да не зборуваат повеќе никому во негово име. Тука се покажува нивната глупост. Глупоста на учените луѓе, на учените теолози и на народните водачи. Кого да заплашат? Луѓето исполнете со Светиот Дух, луѓето што направиле вакво мокно дело во името на Исуса Христа, ќе може да бидат заплашени, повеќе никому да не зборуваат во Негово име, меѓутоа немале никаков друг избор, не знаеле што да направат. Затоа апостол Павле вели, ние не можеме ништо против вистината, туку се што можеме е за вистината. Кога водачите на Израел свесно завземаат став против вистината, иако биле осведочени во своето срце и се восхитувале, и самите велат не можеме да го одречеме фактот дека во името Христово е направено волку големо чудо и исцеление на хром човек, и целиот Ерусалим знае за тоа. А тие сепак решили да се спротистават на тоа дело, да се спротистават на вистината. Тогаш Израел, значи, ја прави првоводачите, се разбира, ја прави својата втора трагична, катастрофална грешка. Првата беше кога го отфрлија лично Христа, повторно заведени од водачите, па пред Пилата гласаа да им се ослободи Варава. Но сега ја прават втората. Решаваат свесно да се спротивствуват на вистината, која што и самите не можат да ја одречат, и дури на која што и самите и се восхитувале. И тоа се вика со други зборови хула против Светиот Дух. Дали Петар и Јован можеле да бидат заплашени од било која државна власт, па и од власта, од водачите на Божиот народ? 18 стих вели, и кога ги повика, им заповеда воопшто да не зборуваат, ниту пак да го учат народот во името на Исус. Видите се, го една интересна ситуација. Значи, водачите на Божиот народ, водачите во Синедрионот, првосвещениците на Израел, им даваат заповед на апостолите, кои што и самите биле евреи. Значи, дел од еврејскиот народ. Значи, тоа е како, например, водството на црквата или Светиот Синод да им нареди на сите православни верници или Генерална конференција да им нареди на сите адвентисти нешто. И сега логично е да речеме дека сите членови на овие верски заедници треба да бидат послушни на оно што нивното водство ќе го нареди, нели? Но Петар и Јован имале друга заповед. Ним Господ пред вознесението им наредил нешто спротивно. Да го проповедаат ова Евангелие за Царството по целиот свет. За сведоштво на сите народи. Значи сега, Господ заповедал едно, водачите на Божиот народ, првосвещениците на Израел заповедаат нешто спротивно. Кого требало да послушаат? Знаете, нам не изгледа лесно да речеме, како коментатори од страна. Еве, денес зборувавме за, иако јас не бев тука, меѓутоа уживав во библиската полука. Единството на црквата. Видите, единството на црквата е многу... Нешто ќе кажам повеќе на таа тема следната сабота.
единството на црквата е нешто многу важно. Затоа и апостол Павле бил толку безкомпромисен. Дори му се спротивставил на Петра со многу остри зборови во Антиохија. Сега, за единството на црквата, позарем не читаа адвентистите и пред 93-та година, колку е битно единството на црквата. Зарем не читаа. Сите тие зборови што се наоѓаат во новозаветните списи, новозаветните посланија. Или може би не доволно ја разбираат таа тема. Бидејќи кога дојде Јан Полсон, доктор Јан Полсон, и даде заповед да се напушти овој објект и да се отиде во некоја изнајмена просторија во градот Скопје, повеќето верници го послушаа и појдоа по него и така настана раскол на црква. Пред тоа бевме една црква. Какви такви? Раскарани ли, непосветени ли? Некои од нас многу посветени во тоа време. Но какви такви верниците беа една црква, се уште беа единствени. Доаѓа водач, црковен водач, и заповеда да се отиде на друго место, да се одржи собор на друго место. И повеќето верници го послушаа и отидоа во раскол. И настана поделба на црквата. Сега Петар и Јован се соочуваат не со еден црковен водач, се соочуваат со 4 првосвещеници, кои што се наоѓаат на чело на Синедрионот и им велат нешто спротивно на Христовата заповед. Каков е Петровиот одговор? Но Петар и Јован им одговорија и рекоа: просудете, значи еве, се повикува на нивната мудрост. Ај вие кажете, што е поправо. Просудете дали е справедливо пред Бога вас да ве слушаме повеќе, отколку Бог. Бог наредил едно, а вие го наредувате сосем спротивното. Дали е можно? Видите, ова се озбилни моменти на криза. Црквата многу пати се соочила со ваква криза низ историјата, кога водството на црквата заповеда, наложува нешто спротивно на Божијата волја. И секако треба да се постапи. Многу често, најчесто, мнозинството ја бира страната на водството. Во тие случаи. Многу често. Може би во времето на Лутер изгледала подобра ситуацијата, но не го побива ова правило. Дека сепак и тогаш повеќето, може да речеме за цела Европа, за цела католичка Европа, повеќето европски владетели застануваат на страната на папата. На страната на Рим. Некои, фала Бога и за нив, некои само, неколку германски изборни кнезови застанаа на страната на Лутер. И затоа и беше поддржана реформацијата во некои територии европски, претежно северните. Но повеќето европски владетели застанаа на страната на Рим. И можеме да наброиме еден куп други примери низ историјата. Почнувајќи од стариот Израел, мнозинството секогаш застанува на страната на своите водачи и тогаш кога тие се во право и тогаш кога тие водачи грешат и отворено се спротивставуваат на Божијата волја. Мнозинството секогаш се поведува по своите водачи. Тоа е историски факт. Меѓутоа, овие Петрови зборови се многу актуелни до ден денес. Просудете дали е справедливо пред Бога вас повеќе да ве слушаме отколку Бог, зашто ние не можеме да не зборуваме за оно што сме го виделе
и чуле. А тие, бидејќи не најдоа ништо со што би можеле да ги казнат, ги заплашија, значи продолжиле да им се закануваат со други зборови, но ги пуштија поради народот, зашто сите го прославуваа Бога за она што се беше случило. Човекот пак, над кого се случи тоа чудесно исцеление, имаше повеќе од 40 години. Значи, повеќе од 40 години бил хром. Колко тоа повеќе? Значи, јас или Борче, од раѓање да сме биле сакати до вчера, например. Или до денес. Тоа не подсетува на исцелениот од Христа во бањата Витезда, се сеќавате? Колку години беше фатен? 38. Значи ова беше бетер случај, со кој што Петар и Јован се соочија. И кога ги пуштија, тие отидоа кај своите и им јавија што им рекоа првосвещениците и старешините. А овие штом ги слуша, додошно го подигнаа гласот кон Бога и рекоа, ова сега молитва: Господаре, ти кој си го создал небото и земјата, и морето, и се што се наоѓа во нив, и кој преку Светиот Дух со устата на нашиот татко Давид, својот слуга, си рекол: зошто беснеат народите и луѓето намислуваат празни работи? Се дигнаат царевите земни и кнезовите се собраа заедно против Господа и против неговиот помазаник. Каде се наоѓаат овие зборови? Кажани преку Давид. Јас мислам дека беа во вториот псалм. Ајде да проверам. Вториот псалм. Добро. Да. Вториот псалм ке го прочитаме на завршување на денешното богослужение и саботниот ден. Да продолжим со апостолската молитва. После цитираниот псалм, 27 стих. И навестина се здружија во тој град Ирод и Понтиј Пилат заедно со незнабожците и со народот израелски против твојот свет син Исус, кого си го помазал ти, за да го направат она што однапред го беше определила раката твоја и волјата твоја да се збидне. И сега, Господи, погледај на нивните заплашувања и дај им на слугите свој наполно слободно да го проповедаат Твоето Слово, полагајќи ја раката своја за исцеление и да се случуваат чудесни знаци во името на Твојот свет син Исус. И откако се помолија, се затрасе местото каде што беа собрани и сите се исполнија со Дух Свети и слободно го проповедаа Словото Божјо. Со каква сила располагала апостолската црква. И да ги завршиме само зборовите 4 глава. А народот што поверува, имаше едно срце и една душа. И никој ништо од својот имот не го нарекуваше свое, туку се им беше заедничко. Апостолите пак со голема сила сведочеа за воскресението на Господ Исус Христос и имаше голема благодат над сите нив. Не постоеше ни еден меѓу нив што имаше потреба за нешто, бидејќи оние што имаа ниви и куки ги продаваа и парите земени за нив ги донесуваа и ги оставаа пред нозете на апостолите и секому му се даваше според неговите потреби. Така Јосиф, наречен од апостолите Варнава, што значи син на утехата, левит, родом од Кипар, кој имаше нива, ја продаде, ги донесе парите и ги положи пред нозете на апостолите. Не само што исполнети со Дух Свети
првите христијани имале ваква љубов да ги продаваат своите ниви и куки, туку нивната вера во Христовите зборови дека Ерусалим и Јудеја ќе бидат опустошени од римските војски, некако ја правила по-лесна таа одлука, ако воопшто имале проблем да се премислуваат дали така да се откажат, така лесно да се откажат од својот имот. Било полесно, ако верувале, а верувале во Христовите зборови, дека Ерусалим ќе биде разурнат, храмот ќе биде разурнат, опустошен. И самиот Христос заповедал да се бега не само од Ерусалим, туку да се напушти Јудеја. Значи, целата таа област, целата таа покрајна, целата таа римска провинција. И штом тоа, кога тогаш треба да се случи, било полесно да се продадат ниви и куки во Ерусалим или околу Ерусалим и да се дадат тие средства за задоволување на потребите на сите оние кои што имале потреба, сите оние кои што немале средства, а исто така верували или поверувале во Господа Исуса Христа. Нека му е фала и слава вечно. Амин.